на сите прашања кои што се поврзани и со големата кашлица, но и со последната закана, барем според педиатрите, за можна епидемија од морбили. Тема на разговор со доктор Злата Мехмедовиќ од Комисијата за спречување на заразни болести. Добро утро, доктор, и добре ни дојдовте во Академија науки. Добро утро, најдов. Поздрав до вашите гледачи. Ајде на самиот почеток да појасниме. Спомена и колешката Анита во својот прилог. Дечињата кои што имаат примено први 3 дози ќе може да појдат во градинка со обврска за ревакцина. Што со оние родители кои што ќе сакаат сега да ги вакцинираат своите деца? Зборувам за оние кои што ги пропуштиле првите 3 дози. Во каков временски интервал ќе може да се дадат трите? Два услови се. Значи не е само да бидат примени трите дози, туку треба да бидат примени во последните 6 месеци. Добра. Значи да нема дилема, да нема забуни, да нема непријатности кои што би се случиле во градинките кога ќе бидат однесени децата. За да имаат еден субоптимален имунитет, децата треба да ги примат овие 3 дози во најмалку период од 6 месеци. Доколку тоа се случи на еден период кој што е подолг од година или 2 години, уште полошо 3 години, тогаш нивниот имунитет дефинитивно не е на ниво на она што ние го бараме да бидат во последните 6 месеци. Вториот услов е оно што го кажавте вие, за наредните 6 месеци веќе да се направи ревакцинација, со што ќе се бустира, ќе се подобри имунитетот кај децата. Доколку сега се случи да го вакцинираат детето и доколку ги нема овие комплетно примени 3 дози во последните 6 месеци, исто така тоа дете ќе се смета за невакцинирано, односно за некомплетно вакцинирано, не целосно вакцинирано, и истото нема да може да биде примено во градинка. Простор помеѓу трите дози, колкав треба да има? Просторот помеѓу трите дози сега е скратен, со цел да се обезбеди повторно еден пократок период на примање на дозите. Вообичаено според календарот за имунизација 2 месеци се примаат на 2, 4 и 6 месеци, што значи дека ако прими детето сега, наредната доза ќе ја прими за 2 месеци, наредната за 2 месеци, вкупно 4 месеци ќе треба да отсуствува од градинка. Меѓутоа сега скратен е периодот и може да се примат на 1 месец, што значи дека 2 месеци детето кое што не примило ниту една доза, 2 месеци ќе треба да помина за да ги прими сите 3 дози и после тоа ќе може да оди во градинка. Колкав период пак треба да помине откако ќе биде вакцинирано за да тргне во градинка детето? За да се создаде имунитет, предпоставувам, нели? Вака, значи Комисијата за заразни болести не даде никаква препорака по однос на тоа откако ќе се прими вакцината, колку време треба да помине за како препорака за родителите кои што можеби генерално потребно е помеѓу 7 и 14 дена за да се создаде некој оптимален имунитет, во зависност од тоа каков е и претходно имунитетот кај детето, затоа што кај некои деца или поради користење на одредена терапија која што е хронична или поради некои генетски предиспозиции, имунитетот поспоро се создава, меѓутоа оптималниот период е помеѓу 7 и 14 дена, но да повторам уште еднаш, Комисијата за заразни болести нема дадена таква препорака дека децата би требало да бидат дома 14 дена со цел да се создаде имунитетот. Видете, во градинките во моментот имате вакцинирани деца. И таму можноста за трансмисија на вирусот е минимална. Ќе кажам минимално затоа што ниту една вакцина 100% не штити. Меѓутоа, кога ги имате таквиот колективен имунитет на толку високо ниво, можноста да се појави, макар еден случај, во такви средини е многу мал. Да го земеме примерот со општина Шутово Ризари, каде што се вакцинирани на 95% со ДТП вакцината, и еве до ден денес не сме регистрирале ниту еден случај. Затоа сакам да продискутираме наредниве минути. Последните податоци на Институтот за јавно здравје велат дека се евидентирани 216 случаи на голема кашлица, 88% или 190 во главниот град, разбирливо поради концентрацијата на граѓани. Оваа тема последна ја актуализираше повторно темата за вакцинацијата. И сега, докторе, ни пристигнуваат информации според кои што Скопје има најмал опфат на вакцинирани деца, руралните средини или помалите градови имаат одличен процент на вакцинација. Ако ме прашувате што е проблемот или каде е всушност суштината на ова неприфаќање на вакцинацијата, искрено не би можел да кажам дека тоа е само една причина и да се фокусирам. Не можам да го кажам антиваксерството како доминантна причина за тоа зошто не се случува да имаме висок опад во Скопје. Постојано сме во комуникација со родителите. Значи, ние не сакаме само да го наметнеме она што е медицински научно докажано. Сакаме да поразговараме со нив и да видиме кои се нивните проблеми во неприфаќањето, односно во неспроведувањето на вакцинацијата. Затоа што едно е да не ја прифатите, второ е да не ја спроведете. Кога зборувам за неприфаќање, тогаш би се фокусирал на антиваксерското движење и сметам дека тоа не е толку доминантно, затоа што не заборавајте во 2019 година
за онаа фамозна МРП вакцина, за која што до ден денеска се уште постојат уверувања дека предизвикува аутизам, што е апсолутно неточно, успеавме да постигнеме процент на вакцинираност кој што беше на 95%. Ние затворивме епидемијата со морбили во 2019 година. Во декември 2019 година беше регистрирано практично создавање на услови дека во наредните години нема да се појави ниту еден случај. До минатата година, 2023, 4 години по затварање на епидемијата, која се појави само еден случај во Свети Никола. Тоа е резултатот на високиот опфат со вакцинираност. И затоа ви велам, антиваксерското движење е еден проблем, кој што е во однос на неприфаќањето на вакцинацијата и сметам дека тоа не е сериозен проблем, колку што сите сметаме дека е. Има и други суштински проблеми, кои што се организацијски, на кои што треба да се адресираат, за да може да се најдат решенијата, да се адресираат ресурсите и потребите на граѓаните за да можеме нивните проблеми за да ги најдеме решенијата. Во комуникацијата со родителите, една од двете основни причини кои што ја споменуваа зошто не се вакцинирани нивните деца е поради тоа што во текот на втората смена, додека се можно е да се работи, сега во епидемија се работи прва и втора смена на вакциналните пунктови. Кога не сме во епидемија се работи само прва смена. Во текот на втората смена не се во можност да го однесат своето дете затоа што немаат вакцинални пунктови. Значи системот треба да се подобри. Треба да се зголеми бројот на вакцинални тимови со цел да се обезбеди достапност до услугите за родителите, за да можат да бидат малку покомфорни во тоа. Видете, ако во текот на една година треба 20 пати да го однесете вашето дете на вакцинација, треба 20 пати да побарате начин да излезете од работното место. И тука има други проблеми кои што се вуат. Не се само медицински, тука си економски, затоа што треба нели во основа да се напушти работното место, ќе се намалува и продуктивитетот на државата, меѓутоа тоа се апсолутно други проблеми. И третата причина која што беше е за тоа како да се информираат родителите подобро, за тоа да знаат кога е точно датумот, кога треба да го однесат детето. Видете, тоа е исклучително важно, затоа што живееме сега во време кое што е малку поинако од времето пред 30 години. Јас знам дека мојот татко ги памтеше телефонските броеви на сите негови пријатели на памет. Меѓутоа денеска со можност на користењето на мобилната технологија, децата практично кога ќе треба да пресметаат 8 пати 7, го пресметуваат тоа на калкулаторот на телефона. До толку ни е комфорно да ги користиме електронските уреди, за да можеме да добиеме некаква информација. Дел од родителите велат чекавме повик од вакциналните пунктови и за повикот е еден од начините на кои што може тоа да се направи. Меѓутоа, треба да го направиме системот проактивен, да ги бараме родителите проактивно и да го искористиме она што постои како можност во мој термин, да со помош на користењето на датабазите што ги имаме во мој термин, да испраќаме активно нотификации до родителите со цел да ги потсетуваме дека треба да го направат вакцинирањето на нивното дете. Појавата на голема кашлица кај нас возрастните го отвори прашањето дали ни е потребна бустер доза. Од 15 март имаме информација дека вакцините ќе бидат достапни за граѓаните. Од оно што го знаме дека пристигнати се во моментов се чека регистрација во Агенцијата за лекови, но прашањето ми е за кои категории на граѓани е неопходна бустер доза? Комисијата дискутираше на оваа тема. Значи, според препораките кои што се од Центрите за контрола на болести и европскиот и американскиот, препорачаната бустер доза би се давала на мајките кои што се во третиот триместар од нивната бременост. И тоа е со посебна причина, да ја објасниме причината. Вообичаено има тератогеност на имунитетот кој што оди кон плодот од мајката на детето кога се вакцинира мајката со ДТП вакцината. И во тој случај имунитетот на детето до првата вакцинација, која што е на 2 месеци, е на повисоко ниво од точката 0. Тоа сакаме да го постигнеме со вакцинацијата на бремените жени во третиот триместар од бременоста. Меѓутоа, со оглед на тоа што постојат и голем број на ризични групи, не зборам за ризик по собственото здравје, кога зборуваме се возрастните, пред се зборувам за ризик од трансмисија на бактеријата Бордетела пертузис на деца кои што се во ризична група, оние кои што работат со или се во контакт, близок контакт со деца кои што се од 0 до 2 годишна возраст, исто така би требало да бидат во групата на граѓани кои што би требало да ја примат вакцината. Во регионот Тоа е оптималниот начин за заштита на целокупната популација. Во регионот, доктора, имаме повторна појава, односно зголемен број на заразени од морбили. Белград ново жариште, што го подигна алармот и кај домашните педиатри, епидемиолози и детски лекари, кои што велат дека ова е моментот кога треба повторно да се актуализира прашањето и за вакцинација за заштита од морбили.
Какви се информациите? Кај нас нема се уште. Видете, кога го имате во соседството, исто да го имате кај вас. Значи, границите не се затворени, не живееме во времето на ковид пандемијата, живееме во времето кога имаме локални, национални или локални епидемии, како што е сега на територија на град Скопје за Дитепер. Меѓутоа, тоа движење, таа флуктуација, таа порозност на границите, постојаното пристигање на гости од Србија, постојаното пристигање на гости од Албанија, може да биде причина за лесна трансмисија и на вирусот на морбили, кај нас тоа е сериозен ризик. И од причина што таквиот сериозен ризик треба да го ублажиме, односно да го минимизираме, да, Комисијата за заразни болести не само се уште која се појави и минатиот случај од Свети Николе, а тоа беше минатата година, 2023 година, апелиравме да се спроведат сите и административни и технички процедури во вакциналните пунктови со цел да се детектираат децата, да се повикаат и да се зголеми процентот за опфат. Меѓутоа, тоа некако споро оди. И затоа сега во моменти кога имаме моноепидемија со пертузис, не би сакале да имаме биепидемија со морбили. За да не се случи тоа, разговаравме на минатиот состанок на кој што беа присутни представници од Комитетот за имунизација, како да го оптимизираме процесот на вакцинација без да ги одолговлекуваме растојанијата помеѓу дозите на МРП и Дитепер помеѓу себе. И практично, согласно на што е научно докажано, и МРП вакцината и Дитепер вакцината може да се примат при истата посета на вакциналниот пункт или детскиот диспансер. Таа беше препораката меѓу другото што излезе, да се примат во исто време и МРП и Дитепер вакцината за да се заштитиме од евентуалната епидемија која што сериозно не се заканува соседството. Тоа значи дека нема опасност за родителите кои што и на социјалните мрежи стравуваат од паралелната вакцинација. И тоа е сериозно. Апсолутно е безбедно, донесено е како препорака на заедничкиот состанок кој што го имавме заедно со Комитетот за имунизација и препораките од Комитетот за имунизација исто така се дека може да се примат двете вакцини безбедно заедно. Имајќи ги предвид последните статистики, сосема на крај, каква пролет не очекува, докторе? Ја ќе се обидам да бидам оптимист и ќе верувам дека граѓаните после сите апели, после сите наши гостувања, после сите наши состаноци, после сите наши пресконференции, конечно ќе ја сватат важноста на вакцинацијата како процес. Затоа што тоа не значи само медицински процес, туку тоа значи директно заштита на здравјето и животот на сопствените деца. Често пати во последно време кажувам дека треба да го пометите датумот на следната вакцинација на вашето дете како роден денот на вашето дете, затоа што ако сакаме сите децата да ни бидат здрави и живи, тогаш следната вакцинација е тоа кое што ви гарантира дека вашето дете ќе има здраво детство и дека ќе имаме здрави поколенија, затоа што компликациите од овие болести, вклучително и морбилите кои што не се закануваат, не се само во моментот на настанување на болеста, имате компликации кои што се војат и после 10 години, како што е супакотниот пансклерозирачки енцефалит, и тоа не би сакале да се случи. Благодарам за информациите и гостувањето во Македонија наутро.